Брегалница вчера потона во Охридското езеро, откако на билинен извори кои се покажаа предлабоки за сините беа поразени од Воска Спорот со високи убедливи 4:0. Ален Шаровски со два брзи гола ја најави победата над Брегалница, а поради принудна измена во игра влезе штипјенецот Бобан Ѓорѓиев, кој со првиот контакт со топката веднаш погоди против својот поранешен клуб за 3:0 на полувреме. Во вториот дел најдобриот стрелец Алекса Марачек стави печат на победата од 4:0 над Штипскиот клуб кој е пред испаѓање во втората лига. Прера Струмица на Кукуш во турново со 2:0 го доби Вардар и со тоа Струмичани се чекор напред кон директен опстанок. А пак најтрофејниот македонски фудбалски клуб многу веројатно дека опстанокот ќе го брка преку баражот. Селекција прави трката за титулата и излезот во Европа да биде уште понеизвесен, откако преку пресврат со 2:3 славеше над шампионот и лидер Струга Тримлум покрај Охридското езеро. Работнички ремизираше со Македонија Ѓорче Петров во Скопското соучување играјќи 1:1. Шкупи во финишот од мечот се спаси од пораз, откако со 3:2 славеше над Тиквеш на Чаир, па трите бодови кои ги обезбедија голабите ја прават трката за титулата да биде неизвестна до последното коло. Шкендија со 4:1 без проблеми и полесно од очекуваното го доби Гостивар. Струга е прво со 58 бодови на своето конто, колку што има и Шкупе која е втора, пак на третото место е Шкендија со 55 бодови, Селекција четврти со 41 бод, Тиквеш е пети со 39 бодови, на шестото место е Брера Струмица со 37 бодови, колку што има и Гостивар кој е место подолу, на осмото место е Работнички со 35 бодови, Воска Спорт е девета со 34 бодови, Вардар останува бара зоната со 29 бодови, Македонија Ѓорче Петров е предпоследна со 26 бодови, колку што има и Брегалница која е сега една нота од табелата.